Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaća. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivite. Zašto ti Jedan naš poznat makedonski poet, Aco Šopov, ima napišena jedna pesna koja veli: ako imaš nešto neizrečeno, nešto marčno, tagovno, nešto što te pritiska i peče, zakopaj go во тлабока тишина. Тишината сама ќе го рече. Арно, ама многу долго трае оваа тишина околу нас, македонците. Многу долго сме во тишина. Јас дојдов да кажам: оти дошол часот, оти мора да се каже. Во ракава држам еден документ од 1916 година. Треба повторно да зборуваме. Не смееме да молчиме, да кажуваме и постојано да кажуваме дека на ден 28 студен ноември 1916 лето Господово од страна на чуждата ни војска под покровителство на владиката Борис Езгаркот Робски, предател на своите, црковните старини, собственост на градот ни Охрид, ваши и наши се однесени во Софија и до ден денес се тајат во подрумите. Икона од Христа Спасителот со трнов венец, дар од Охридскиот архиепископ Димитрije Коматина од 13 век. Надписна плоча на бронза полили дар од Покропие, архиепископ на Јустинијана I од 16 век. Плаштеница собственост на манастирот на Свети Наум. Плаштеница собственост на мојата Свети Климентова црква од Андроник Палеолог. Сребрен путир од манастирот на Свети Наум, позлатен путир од истиот манастир. Мојата златна Свети Климентова круна со емаил и крст. 40 стари антамисти. Дарохранителница од масивно сребро украсена со релјефи од манастирот Свети Наум. Сребрена кутија со моштите на Света Матрона, сребрен крст позлатен со бесценети камења, сребрен масивен крст од Божјо лето 1742, две покривки дар од Дука Комнен, две старомакедонски евангелија со сребрени корици, собственост на манастирот на Свети Наум, старомакедонско евангелие во ракопив со кадифени корици, летопис од Јован Скилица од 13 век во дрвена кутија. Жезлото Свети Климентово од слонова коска со змија, 20 стари македонски ракописи. Збирно 84 предмети
Актот е составен и подпишан од 4 примероци. Еве еден примерок држам во моје раце. Кому да му го предадам ова? Кој не знае за ова? Пред некој ден овде на овие простори наши балкански дојде еден од Ватикан и рече дека ние и нашите браќа на истокот сме различни народи и нации. И што правиме сега? Си ги бараме своите, не бараме туѓо. Браќа мои, го велам ова, оти дошол часот да се каже. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата, а јас, самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој се стремам да ви се придружам дојдов. Знам да живеам и во изобилие. Знам да живеам и во скудност. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме од вас, освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници, не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Јас навистина не знам дали ќе прилега сега во ваков час, но во луња, во небески залив, остава трага безгласниот глас. Во што не знам. Не знам ни кога дивата се стаи древна страст кон тлото лакомо, кон Бога. И дали сум сега ова јас? Намерници, верни во љубовта, кон страшен, кон достижен, кон врв сте пошле пак, а тенка црта, сенка само на ведра душа и гласна молкот е тоа прв, што некој може би го слуша. Секако. Не во мигови на очај, што години биле столетија, еони, су можел без зазори клетва да срочам, најсурова клетва да не сум сонив. И моето величие, верувајте, по судба ме дели од се што љубам. Оти во таква ведрина тажна сум зел јас право и завет да губам. Од недостиг таков, еве ме, слегувам во виор, во ветер, пак да го зберам величието на коему немало спас. А потомците стаписани. Ги гледам смерни во ред, се спушта и ангел во лед на колнати места. Добро, браќа, што племе сме биле? Што накот? Што мисла зла ни сматила вид? Ангелот кацнал, трепери, јасен е говор на зракот. Божествена гледка. На Бога е реч. Цела Македонија пак да се збере на древниот повик на древна вера. Не омраза сега. Не одмазда сега. Не замавна меч, а љубов. Љубов ни треба. Бидејќи едно е саќето на духот, а друго е саќето на душата.
Едни пчели го полнат едното, а други другото. Но полн е секогаш садот на Создателот. Ништо не се губи во просторот, макар што постојано си заминуваме ние. И се е растење и склад, без разлика на секој пад и одрон, пак розите се креваат и пупат сред небесата. Така е секогаш. Таман си помислил дека смртта те обколува од секаде. Гледаш како напролет се отвораат ситните цвеќа по ридовите и како Бог го шири кругот во секоја чашка што цвета, велејќи и не на смртта што вели да. Ама не знаеме ние да го уживаме животот, распослан на секоја педа до нас. И уште сме несвикнати на хармонија. Рече си редовно, се за нас бива испокршено, како тресната од карпа стомна, во која пред тоа престојувал кладенецот на летото. Станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така наместо во склад и цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни. Во несклад, копитата и патот, целта и конјот. На една страна конјот, на друга коњаникот. И ретка е, драги мои. Ретка е, но чувајте ја, кога ќе ви се јави сликата на працелината. Конј, коњаник, планина, сонце, македонско, тоа чувајте го. Мир вам. Апостол Павле вели, не зборувам јас, туку Исус зборува низ мене. Татко мој, те молам Исус да зборува и низ мене. Вие знаете дека апостол Павле го сонуваше македонецот. Веќе тоа е објавено. 96-та година ја игравме представата ние, во која првпат се појави таа сцена. Апостол Павле вели вака: и не заборавајте, светото писмо го напишал Духот на нашиот Татко Небесен. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. За да молел македонецот, морал да го познава Бога, морал да верува во Бога. И апостолот Павле доаѓа во Македонија, зашто тоа е Божја волја. Ние денеска сме сведоци што се случува. Ова се 27-ми Армакедонски слави. Кога бев во Лондон, неодамна ми велеа: што е тоа Армакедонски? Па видете, тоа е стих од Откровение на Свети Јован Богослов. И ги собра сите, пазете, сите, на местото по еврејски наречено Армагедон. Дали сте вие свесни дека дојдоа скоро сите? Се чека уште последниот натрапник. Сите дојдоа во Македонија. Отецот вели вака во Словото: ќе дојдам при вас откако пропатувам низ Македонија. Оти ќе минам низ Македонија. Неслучајно Македонија е наречена папок на светот. Пред да дојде апостолот Павле, има еден стих, 15-14 дела: ќе изберам народ, вели Отецот Небесен, што ќе го прослави не нашето, не моето, неговото име
И потоа го сонува македонецот. Ние треба да станеме свесни дека се случува битка, Армагедонската битка. Ги собра сите на местото. Последната битка пред да се појави, да се отелотвори Антихристот и да дојде Исус. Ако Небесниот Отец запишал Македонија, македонци, благодатта Божја на македонските цркви, кој е тој? Навистина, кој сака да не избрише? Тоа што им се случува на евреите, кои се народ кој има завет со Бог, ја земаат земјата, сакаат да избришат па се враќаат, истото се случува и со Македонија. Македонец е човек, освен нација, кој го повикува Бог. Дојди во Македонија и помогни ни. Пазете, Отецот го слушна и дојде апостолот Павле и помина христијанството и денеска сме повторно тука и денеска негираат кој дека ние суштествуваме или не. Најсетне ако сме ние проблемот, еве вие Македонија, но таа не е наша, таа не е дадена да ја раскрчмиме, да ја продадеме, таа ни е дадена да ја сочуваме таква каква што треба да се шири светото Евангелие. Кога ќе им кажам дека Македонија е на Исус Христос, тој ја запишал во Светото Писмо и никој не може да ја избрише. Ако останеме во неговата љубов, ако на него се надеваме, сатаната не можете да го победите сами. Ние не го гледаме духовниот свет. Пишано е, со очи ќе гледате и нема да видите, со уши ќе слушате и нема да чуете, и со срцето нема да разберете, да се покајате и да ги исцелам. Потребно ни е помош. Дојди во Македонија и помогни ни. Денеска со нас се едни луѓе кои носат еден глас. Тоа се нашите браќа и сестри на кои не се дозволува слободна културна размена. Ние го знаеме тоа. Денеска луѓето што ги убивале македонците, наместо да се покајат како христијани, да си подадеме рака братски да живееме еден покрај друг, негираат дека постојат македонците. Зарем Господ ќе го лажете? Тие денеска се тука и го носат пиринскиот глас. Божјата заповед е ова за да се остане во силата Исусова. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Можам ли јас да не ги љубам македонците во Пиринско, македонците во Егејско, македонците во Албанско? Кој сака да не ги љубам? Да излезам од Божиот закон, да чекорам без Бог? Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Пишано е. Денеска со нас се македонците од Пиринска Македонија. Ние нема да ја земеме планината, да ја ставиме во фрижидер. Таа е таму. Ние нема да ја откраднеме земјата. Па зарем ние не знаеме дека човекот е од земја и во земја ќе се врати? Земјата нас ќе не земе, а душата ќе оди на представување пред Бог. Ние тоа треба да го знаеме. Ние не можеме Пирин планина да ја земеме и да ја пренесеме во Вардар. Ниту имаме таква намера. Но не можеме да си забраниме, да ни забрани некој за некого, за нечи интерес, за сребреници, за сребролюбие, да не го љубам братот свој. Тие денеска нема да донесат бомби и пушки, ќе ги донесат своите срца, ќе ги пеат песните за кои пред 15-20 години беа забранети да се пеат, ги уништуваа касетите и седињата, имаме снимки и докази, а денеска тврдат дека се нивни. Тие дојдоа денеска да пеат пирински глас, гласот на светлината, гласот на народот кој е запишан од самиот Создател, да пеат и да се радуваат, пирински глас од разлог. Тие дојдоа да пеат и ние ќе продолжиме да пееме. Зашто македонец е човек што го повикува Бог, а тоа подразбира ако некој те удри под десниот образ, замртими го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. Не е лесно да бидеш македонец денес, кога од сите страни те притискаат, те понижуваат,
сакаат да те натераат да земеш меч, оружје, да убиваш, да го прекршиш Божиот закон на љубовта. Сами не можете да го победите сатаната и светот. Само со Исус се победува. И затоа избирам да бидам македонецот кој го повикува Бог. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Македонија е твоја земја, ти си не избрал, ти си не запишал, ти ни даваш сила и овие песни што си ги дал, што ќе ги пеат нашите браќа од Пиринска Македонија, од Пирински глас од разлог, се твои песни за твоја слава. Амин. А сега пејте, браќа и сестри, со срцето и со душата за слава на Бога. Razločje, erđene
Snegova verna družba.
Zašto divno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivite. Zašto ti se pomiluvani,